Шо се Арчи ти у скафандар? Да, усвари, ние сме вчерашни, касниме неколку дена, години, кој како сака хаос е овде. Усвари, не треба да си новинар за да сватиш дека надвор снег веќе не паѓа. А шефот кај е? Здраво, дечки! Абе, како не ви е срам, бе? Малце ке мрднам од тука и само двојца сте дошле. Ајдур беше ладно, разбирам. Ама сега вака... Шефе, како на Хавај? Разочаран сум да ти кажам. Нити Хонолулу видов, нити мал, не... Многу обавези, многу обврски. Алоха. Алоха. Тешко, тешко. У секој случај. Али вие цепете исто као да сум таму. Јасно? Арчи, а ти зашто си у скафандер, бе? Не е ладно више толку? Можно ли? Ремонт. Ајде. Ајде, Арчи. Студи многу надвор. Ти... И ако може да се трнеш правам ресърч. Абе, ова историски момент, са ја морам да одјавам ова. Студио? Лека ноќ, вие гледате вчерашни новости. Јас сум Јелена и одовде ве носиме чекор за ците. Лека ноќ и од мене. Однапред им се извинувам на нашите гледачи дека при повлекување од местото на еден настан се удрив со левата рака во едно специјално возило пајак, но не се здобив со ниту една посериозна повреда. Браво за тебе, Ацо. Но да не должиме и да почнеме со ред. Еве што ќе гледате. Дознаваме како е да се биде хейтер во Македонија. Откриваме какви рокади се изигра во една партија. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Скандал ја тресе нашата земја. Во интервју за новинската агенција Reuters, премиерот Заев објави неколку предлози за промена на името, кои се со географска одредница. Но тој за прв пат каже име околу кое веројатно никој не би се согласил. Да ја погледнеме неговата изјава. Republic of North Macedonia, Republic of Upper Macedonia, Republic of Vardar Macedonia, Republic of Macedonia in branches Skopje, our capital, that make geographical distinction. Република Македонија во Гранки Скопје. А за какви гранки станува збор и зошто баш главниот град во Гранки останува нејасно? Само едно е јасно. No discussity for identity. Јелена? No discussity, no discussity.
После протестот на тврдокорните кој се одржа пред седиштето на ЕУ инфоцентарот, каде што тие го изразија незадоволството за промена на името, од Сдруженијето најавуваат блокирање на аеродромот кој се викаше Александар Велики. Оваа најава за блокирање го раздели на две фракции движењето на тврдокорните. Андреа, сите возови го знаат својот пат. Тие што долетаа од странство за протестот се против ова блокирање и бараат мерката да биде замрзната додека не се вратат дома. Додека тие што се од земјава сметаат дека мерката треба да се имплементира веднаш, па и нашите иселеници да патат заедно со нас. Странското крило на тврдокорни вели дека тие исто може да се секираат и да се грижат за Македонија од странство и се надеваат дека ќе преовладува разумот, па тие ќе бидат пуштени да се вратат од таму каде што дошле. А сега на линк се вклучуваме во Министерството за внатрешни работи, каде представник во работна униформа ќе ни го прочита полицискиот билтен. Повелете, господине ГП од ПП, повелете. ЗДР студио. Имено денеска НК за КР при ПС ОН прилеп до ОЈОПП поднесе известување против лицето ММ отвори заграда 56 затвори заграда од ПП за основи за сомнение дека сторил кривично дело по член 323 од КЗ на РМ. А дали може би имате некоја информација за грабежите на банки кои се случија овој месец? Лол, за тоа студио. Немаме ние тука во ПП такви за таков случај. Подобро да се обратите до некое ДР место на ПР МВР СВР СК. ФЛМН Јелена? А кога сме кај полициските службеници во четвртокот, една дрска полицајка забележала непрописно паркиран джип и дрско повикала пајак служба, при што дрско изработила поднесок да се казни прекршочно сопственикот. Но джипот бил на Беки Расани, функционер од ДУИ, кој кога сватил дека е казнет, почнал да се извинува пред сите на паркингот, замолил уредно да ја плати казната и засрамен, рекол дека нема повторно да го повтори ова дело. Секако дека се зезаме. А Сани вербално ја нападнал полицајката и агресивно се однесувал кон незе. А ние продолжуваме со вчерашни. Не е некоја голема тајна дека во државава постојано се кршат правните закони, но во последно време од релевантни институции се забележани и кршење на законите на физиката, што ги збунува странските научници, но не и македонската јавност. Во Македонија конечно се отфрлаат стегите на старите закони на физиката. Например, еден закон вели дека едно тело не може да е на две места во исто време. За да ги отфрлат овие застарени тези се погрижија членовите на антикорупцијска комисија, кои во исто време земале и на доместок за пат во странство и биле на седници во државата. Со тоа тие биле на две места во исто време. Кралската академија на науките и уметностите од Велика Британија ги испитува овие физички аномалии кои се случувале во Македонија, а познатиот физичар Стивен Хокинг се заканува со самоубиство велејќи дека го потрошил целиот живот за џабе. Од антикорупцијска велат дека ова не е ништо и очекуваат да го добијат првиот член кој ќе е во исто време на три места, на пат во странство, на седница и на пат за седница, со што ќе биде раскринкано се она што го знаеме за физиката. Бурни реакции во јавноста откако владата го постави Лазар Еленовски за специјален пратеник за НАТО интеграции во Брисел. Не заради друго, туку бидејќи тој беше 2 години министер во владата на Груевски, а потоа и незин амбасадор во Белгија. Но сепак може би е лажен впечатокот дека сите бивши функционери од претходната власт се прешалтале во новата. Има и такви кои се на апанажа. Ланчо Пашазотов повеќе на темата. Да, така е, Елена, тука сме со Петре Андонов, човекот кој што 10 години го буташе режимот, извршуваше разни функции во него, за на крајов да биде заборавен од локалната власт. Тој има таа несреќа да живее само од својата апанажа, со својата невработена сопруга и со своите 3 деца. Не, извини, само да те поправам, значи, жена ми работи во дипломатија. Значи, она е вработена во дипломатија, а детево едно дете имаме. Немаме 3 деца, детево е со неја во странство, нели поради подобри услови за школување. Тоа сега не е битно, значи, многу е битно, јас сакам да кажам,
Јас сакам да кажам дека уствари Бене, извинете. Што ќе биде за пиење? За мене чивас и една хиба дониси. Чивас, еден чај од нане. Чај од нане, чај од нане. Океј, одма. Чај од нане, одма. Јас 11 години за времето на Груевски сум извршувал функции што во локална, што во централна власт и тоа, пази, ја не сум работел воопшто како што треба со цел да нели режимов да падне и да дојде животот. А чекај, тоа што сака да го променат името? No discussity for identity. No discussity for identity. Така, и сега што? Сега дојде живота, мене ме заборавија, така? Извинете, за пиење се одлучивме што ќе биде? Бе, ти дали си нормален? Извинете, малце гужва. Значи, јас сакам чивас и кохиба. Која гужва? Чај од нане? Чај од нане. Океј, одма. Добро, а за која функција вие мислите дека би биле најприкладен да прифатите се и да превземете? Види, ја имам завршено ГУЦ. И сега, да не ме свадиш погрешно, не е дека ја нешто се нудам, мене не ми се ни брза, Ама, пази се, лета време, пази, мене за 5-6 месеци ќе ми заврши ова панажава, така? И после што? И после треба да земам дуќаниме што ги рента под кирија, ќе треба да земам јас да ги работам. Стварно не е фер. Види, не, ја разбирам све, ама... Друштво, зашто? Одлучивме за пиење што ќе биде? Ова не е нормално. Виски! Дали си нормален? Оди да, значи... Одма стиг. Ме сваѓаш, пази, јас 10 години кажав имам рушено режим однатре. Значи, лесно е ти да земеш куртоните со боја да гаѓаш по споменици, така? Значи, тоа е многу лесно. Ај, дој да те видам, значи, земи, биди внатре во дувлото, нели, 10 години, земе плата, руши го, ништо не работи, а при тоа никој да не те примети, така? И си викам, зашто ја толку сум се жртвувал толку години? И нешто од куќата пијачка една ве почастиме? Значи ништо не носи, ајде, искачи. Сметка? Не, ни сметка изгуби се. Зашто сметка? За салфетките, идиот. Зашто сум се жртвувал беа толку години? Ме свеш, и све ми текнува на она старана што има кажано семе си напово Revolution is sitting is children. Да, значи тоа значи немојте да јадете деца. Него да те частам едно виски. Еви чашка бабужова ќе подгурне да размисли. Ајде две виски. Две виски, да. По долги и тешки преговори, тимот на вчерашни успеа да ја натера Маја да излезе од ова студио и магијата на Некнешни да ја преточи надвор од четирите ѕида. На минус и кусур, во минута и кусур следуваат најновите Некнешни новости. Ме извадаа од студио, многу сум се заседнала, па сега малце надвор да се размрдам требало. Опа! Ајде да се размрдам. Ма па добро шо? И не е лошо вака на ладно, ви снег, шубо е се покриено, ништо нема, чисто, пречисто, за мерак. Пошто снегов нас ние ко покри страмота си го користиме исто, ко карактерна особина што си имаме, нели се да се туркаме под тепих, така и ова со снего. Ништо не се гледа, кеси колку сакаш, за се купуваме, се што купуваме продавници што земаме, сето е кеси. Еден производ, една кеса и внатре уште земаш 10 нови неискористени. Само не знам што ќе правите без од тие новите дома што продавачки си играте. Тоа е, освен нормално нам кој се наблече, таму малци се штеди поче. Абе, се покриваме со пластика, после пиеме пластика, јадиме пластика, сегде имаме пластика, малце не е воздухов никаков и ова со пластика види кој на танџерето капак да му клажат одгоре, чист поцркаме. Нели треба да вратиме нешто од традицијава позитивно што го имаме, дај од минатово да вратиме некој херој, позитивен херој, да ја вратиме платнената кеса и плетената корпа. Доста со нелончинава. Имам хейтано манифестации, фестивали, кампањи. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, душата ми се полни со мирина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата?
Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Двајца гостиварци на бензинска пумпа полнат гориво. Ацо, те молам, немој само виц. Не е виц. Едниот гостиварец плаќа со 100 евра и бара од вработениот да му размени во денари уште 100 евра. Со тоа обидувајќи се да го доведат во заблуда вработениот дека парите се оригинал, а не фалсификат. Да погледнеме. Вработениот уште во заблуда повикал полиција, но и таму немале да им разетнат на гостиварчаните. И тука приказната се замрсува. Гостиварчаните немале поим дека печатењето пари дома е незаконско и живееле во заблуда дека сите дома си печатат пари. На што реагирале од полицијата која ги уапсила и ги пуштила на 30-дневно школување во притвор, пошто гостиварчаните ќе добијат соодветен сертификат и знаење дека не смеете да печатите пари дома. А сега следуваат новости од спортот и железницата. Заедно во една вест, бидејќи сме земја на чудата. Поради кражба на тегови на потегот Драчево Јане Сандански, железничкиот сообраќај беше во прекин повеќе од 2 часа. Од МВР ја поздравуваат идејата на младите да се бават со бодибилдинг. Но сепак распишаа потерница за кражбата на овие тегови и бараат од граѓаните да ги пријават сомнителните бодибилдери во најблиската полициска станица. Од МВР велат дека ќе пуштат и тајни агенти во теретаните со цел овие железнички тегови да не завршат на црниот пазар на кревање на тегови. Ексклузивно! Вчерашни дојде до информација дека вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи го откажа учеството на светската конференција на ловци на белуга китови во Аљаска, што ќе се одржи следната недела. Како што објасни самиот Османи, тој бил револтиран бидејќи на конференцијата не биле поканети и рибари од Гибралтар. Тој објасни дека одлуката ја донел како страстен риболовец и космополит, а не како политичар на Дуи. Ова е второ откажување на конференцијата на Османи. Тој минатата недела не отпатува и на конференцијата на министрите за надворешни работи од земјите на Западен Балкан во Бања Лука. Причината за откажувањето беше затоа што Косово не беше вклучено на конференцијата. Не за сите шаховски партии ни требаат решенија од големите Капабланка, Спаски или Карлсен. Не се сите толку тешки како што изгледа на прв поглед. Имено во наредниот шаховски коментар ќе видиме на какви позиции завршија фигурите во една партија. Добар ден! Како што може да гледате, се наоѓаме пред една исклучително интересантна партија, што ја мислим. Некој вика дека една од најинтелигентните партии, меѓутоа интелигентна е за самата партија, додека публиката јасно гледа дека некој го прави глуп. Како и во животот и во шахот, гледате, фигурите се секогаш исти, не се менуваат, со стално се игра со истата постава, имаш фигури, имаш пиуни како и во животот. И да речеме сега, што е сличност, да речеме, например, Рафи Залити од директор на Пошта, Рокада рокира на место на позиција на Гама, предпријатие кое што се бави со газ, и во една комотна позиција доваѓа заштитен од другите фигури тука. Сега, Ондур бил директор на Пошта, Поштата се палила, мислим, имало пожар. Ако дојде и овде може да се деси да се запалува, меѓутоа тоа не е проблем на партијата и да се вратиме ние на играта воопште, мислим. Вие знаете што е сон на секој пиун.
Со на секој пион е да стане кралица, да не речем друга фигура некоја и да стигне до 8 ред. Меѓутоа, многу ретко пешак или пион може да стигне до 8 ред за да станува, како го викаш тоа, фигура некоја. Најголемиот дел од пионите по пут се губат, се жртвуваат за партијата и така. Сега во шахот исто има коњи, конј може да иде да скака од тука. Меѓутоа и во животот може да се деси конј да дојде на директорско место нешто или така. Еве да речеме дека ова кралицата е на пример Агрон Буџаку на пример. И он од ВД директор, као ништо не се десило, оперативен директор станува, заштитен е како кралица, сите фигури се тука, ништо не смее да се менува, другата партија исто главните фигури се заштитени, битката нешто се прави као на средина и вака ќе биде увек. Истите фигури, истите партии, све додека не се свести некој да дојде и тоа све да сруши, па да играме дама од почеток да се поставува, меѓутоа тоа е предмет на некоја друга, не е само спортска обсервација, малку и треба и поинакво. И тоа би било, мислим, што се однесува за животот и шахот. Студио. Во интервју за грчкиот медиум Euronews, покрај тоа што одржа лекции по англиски јазик, премиерот Заев јавно порача дека немаме скоро никакви територијални претензии кон Грција. Only to be as much as possible in the beautiful beach, in beautiful islands in Greece. Заев сепак мудро премолча во интервјуто дека македонците нема да се откажат од своите домати во багажнико затоа што тие се поврзани со нашиот идентитет од кој нема да се откажиме. Налепницата МК може да ни одлепат, ама теглите ајвар, кесите со зеленчук и тавата со печена кокошка остануваат во нашиот багажник. Во Македонија од секогаш се мразеле луѓето меѓу себе. Сепак, оваа стопанска гранка бележи драматичен развој со појавата на социјалните медиуми, а се чини дека својот врв го достигна токму сега, кога постои општо незадоволство од речиси се во земјава. Елисалфета Крстич Попмајбах разговараше со еден хейтер. Да погледнеме. Разговараме со младиот хейтер Љубомир Добревски, кој што веќе 10 години е дел од оваа неблагодарна професија. Кажете ми како се сноѓате на пазарот со оглед на тоа дека имате голема нелојална конкуренција? Ти најде да збориш, бе. Ти најде да збориш за нелојална конкуренција. Ти најде да збориш. Ти муфло најде да вчера шо лишаш он дека сега не кажеш. Муфло! Ти најде да збориш. Чути, ти најде да збориш. Океј, не ми се обраќај така. Што најмногу хейташ? Све хейтам, све. Јајцава као топчиња да ми ги вртиш. Престани, све хейтам. Значи, имам хейтано манифестации, фестивали, кампањи, политички партии, не ВМРО, не СДС, не ДУИ, не ПДП, не МДП. Као што кажав, Макфест, пејачи, Тоше Дур беше жив, го хейтав, прв хейтер бев. Значи, све. Буба Мара Саеве, пројде исто хейтав. Хейтав исто кога градеа овие 2014 хейтав, ово исто кривиот малце го хейтав. Не, све што хода. Како ги бираш темите за хейтање? Они ме бираат мене. Палам компјутер, како бирам. Стануваш са бајле, палиш компјутер и сама улето е тема, пошто има спектар, значи можеш да бираш. Баш кај имам хейтано како бот за партија, ама тоа не ми иде, не е за мене. Многу е некако те ограничува, разбираш, те овој, ја овој ке охејта, ја за овој пише, за овој твитер, не е тоа, разбираш. Јас сакам да излезам и да исхейтам. Добро, имаш проблем, кажи ми дали се живее од хетерството? Можеш да заработуваш. Кој ти кажа обе тоа дека можеш да заработуваш? Кој е тој, да кажи го. Баш ка тој, да знаете и вие, тој што заработува хейтер, тој не е хейтер. Тој те платеник девојче. Значи тој не, ти мора бе, кога ти се раѓа у тебе, или го имаш, или го немаш. Не можеш ти некој да почнеш да го хейташ, или го хейташ, или не го хейташ. Разбираш? Сега си за во институција, а каде се гледаш за 5 години? Нигде бе, кај да се гледам. Што да ти кажам? И станувам од Сабајле, се гледам, не можам го гледал да се дзирнам. Значи, ја би да се онака, ја би се хейтал, значи, толку сум мочен. Толку е мислам, кај се гледам, гледа библиотек, глед кај сум бе, кај се гледам. Влајна Љулјашки. Тоа Чбитаков позади се гледам, за 5 години пуштаме. Ти не да ме прашаш за 5 години. За греот. Што бе па ти за греота, вика овој.
За греота бил, тој ќе кажал за греота, грев до вчера немаше лаптоп, не знаеше што мислеше Happy Meal од Макдоналдс, евате лап. Добра, извини за интервјуто. Што извини за интервјуто? Не, земи, објави нешто од ова сега. Ти ќе ми кажеш што ја правам. Па не земи објави, ќе видиме бе, што ќе правиш? Што сакам ќе правам? Стануј од тука и са што сакаш. Ти ќе ми кажеш што ја правам. Што сакам? искаче. Нема, ти ќе ми кажеш дали да излезам. Па кој си ти па да ја кажам кој Каштар, свик леп, бот дебел. Познатата избраничка на принцот Хари, Меган Маркл, еднаш рече: ако го сакате животот, не трошете го времето, затоа што животот е сочинет од време, а време чита Ведермен. Еуфоријата се топи како снег, чекаме век нешто да промениме. Некој погрешно толкува некој англиски часови у средна школа прескокнувал. Време да не мислам на име за толку голем проблем, сигурно огромен тимеч име. Идентитетот упрашање и од кај си ти, ладно како мраз, for identity no discussity. For identity no discussity. No discussity for ethnicity. Не е битно кој си, што си, со кој си, битно живот дошло, викам мисли си. Ведермен. Толку за вчера, дојдовме до почетокот. Сега сте чекор за ците. Гледајте не и следната недела во истото време, а до тогаш ако нешто пропуштивте, не има на YouTube. Добро утро. Добро утро и од мене. Дали мислиш дека Ацо со мастика има жилет за лепено? За да се пресечеш вака жилет што си гледа пола сат? Пола сат. Вака бе, кој ќе врати пола сат? Кажем, што гледавме ние, што видовме тука бе? Дали се кажем?